почитувани, добре дојдовте во најновото отворено маратонско студио 1. Овој ден, среда, се дружите со мене, Јана Јосифовска и мојот колега Владко Чаловски. Добар ден и од мене. Како што рече Јана, нели, среда, среќен ден. Така. Ден за нови походи, нови авантури за сите. И да видиме што ќе погледнеме во текот на денешниот ден. Во текот на денешниот ден или ова отворање на Студио 1 од 14 до 14:30 часот ќе ги издвоиме оние разговори кои што се случуваа во студиото вчера, кога ваш домакин беше Александар Чомовски, а воедно беше и авторската емисија на Гордана Дувњак Правда, неправда. Тоа значи дека ќе погледнеме два исечоци од разговорите на Чомовски. Едниот со господинот Симон Кисковски, кој што е македонски иселеник во Франција, а темата на која што Чомовски разговараше со него беше информатиката, и Котлар, која што разговара со Чомовски за оној договор за добрососедство со Бугарија, што истиот носи, односно што ќе работи онаа комисија која што ќе треба да определува кој дел од историјата како треба да биде запишан, тоа е според договорот. Потоа во студиото, како што напоменав, ќе погледнеме дел од Правда и неправда, секако сите овие разговори, бидејќи ние во студиото отвораме со неколку исечоци, неколку минутни исечоци, вие комплетно можете да ги погледнете веќе на 1tv.mk или на YouTube каналот на телевизијата на 1tv. Во студиото исто така ќе го имаме и нашиот редовен известувач од судот, Игор Стефановски, кој што ќе ни каже што се последните случувања во судските процеси. За крај на овој отворен дел од 14 до 14:30 ќе ги видиме вашите повеќе реакции за она фотографија на Никола Груевски од Будимпешта, која што доста често се вртеше во текот на вчерашниот ден. Да, и нешто што е неминовно да се искоментира, барем во овој дел. Секако. Временската прогноза со Славчо Поповски ќе имате прилика да ја погледнете во текот на денот на 1tv повеќе пати. Славчо ги носи секако најновите информации за времето. Потоа разговараме со Дејан Андоновиќ за случувањата во светот. Фокусот е на Брекзит, што ќе се случува со Велика Британија, ако се знае дека таму има повеќе струи, сега се јавуваат, всушност не се јавуваат сега, тоа се идеи за всушност да се стопира целиот Брекзит процес подолго време. Околу 17 часот овде во студиото ќе биде директорот на зоолошката градина, во јавноста познат како Чомбе, господинот Галетановски. Ќе разговараме и со медицинската сестра од синдикатот Јулијана Јованова, која што ќе зборува за проблемите со кои што тие се соочуваат. За потоа да следува оној позабавниот дел, ексклузивците, возење со Вучиќ, Сергеј секако со неговата модна полиција, а некаде од 19 часот веќе во студиото ќе се дружите со Борјан Јовановски и Ацо Кабранов. Тие разговараат за актуелните случувања со Стево, мислам повеќе луѓе ќе бидат во ова студио, меѓутоа дел од нив кои што можем да ги издвоиме се Стево Пендаровски, потоа Борјан исто така ќе има и гости од Грција со кои што ќе разговара за актуелните теми. И да не забораваме авторската емисија на Сашо Ордановски, Печат на неделата, која што е некаде околу 21 часот, а тема ќе бидат изборите во ЗНМ или што е она што му е потребно на Сдруженијето на новинари. Така. Еве детално колегата Чаловски ве информираше за се она што ќе следува, односно ќе се содржи ова отворено студио 1. И како што најавивме, на почетокот ќе започнеме со оние најважни исечоци од вчерашните разговори на колегата Чомовски. Имаше интересен гостин, македонскиот иселеник во Франција Симон Кисковски, кој што менувајќи повеќе професии од богословија па до филозофија се пронашол во полето на информатиката.
Има интересно издвоено неколку делови каде што вели дека и тоа како во земјава треба да се поработи во однос на развивањето на информатичкиот дел, се со цел земјава да може да се компарира, односно да ги достигне повисоко развиените земји од Европската Унија. Во продолжение гледаме делче од овој разговор. И јас го имам списокот на IT компаниите во Македонија, чии брендови се светски. Да не ги набројам од Мусала Софт, Алокате, Ендава, Сивус нашиот или шведскиот и така натаму, Масеко Груп. Дали сите и колку тие ја потврдуваат вашата теза дека ние работиме, односно македонските информатичари се во функција на нивните софтвери и нивните програмски зафати. Колку во сето тоа ја гледате перспективата да ги научиме, да ги изучиме новите софистицирани форми на програмирање и како од тоа да извлечеме своја автентична политика во развојот на IT индустријата? Сите тие компании си имаат свој план и свој интерес. Тие ако доаѓаат во Македонија, не верувам дека доаѓаат во Македонија да барат пазар во Македонија да продаваат своји производи. Тие доаѓаат во Македонија да ги искористат нашите потенцијали кои ги ствараме по факултети, и да ствараат производи кои ги продаваат во светот, како што правиме и ние, пошто во Македонија прво нема и пазар. Меѓутоа, она што е можда корисно за македонците во таа насока, тие може ги обучуваат македонски инженери да добијат повисоко ниво за да може да прават производи. Али реков, за Македонија да добие нешто, она со своите инженери треба да гради компании кои прават алати, кои ги продават во светов. Тоа значи Македонија треба да заработи, а не немци, швеѓани или французи или било кои. Значи овдека треба се, компаниите треба се усадат овдека. Меѓутоа колку што разбрав ја, ние водиме страни компании, плюс им даваме субвенции и плюс не плаќаат дажбини за вработени и тоа каде е користот на Македонија? За да запослиме, да правиме робие од инженерите, апсолутно не сум согласен за тоа. Но е факт дека индиската IT индустрија, која е синоним за така наречената лон или аутсорсинг индустрија, каде што американците ги префрлија своите главни софтверски програмери и така натаму, дека може да биде некаков модел. Дали Македонија може тој модел да го користи? Да прерасте сега во оригинерна, во автохтона индустрија која ќе нема да биде сервис, туку ќе создава алатки, како што вие велите. И што е сега нужно, што власта би требало или би можела да направи. Затоа што мислам дека се доведеме во ситуација нас да ни е преокупација само субвенциите во аграрот, со ниско додадена вредност, ние не разговараме за индустрии и за субвенционирање евентуално на човечките ресурси и капитал. Како во секоја индустрија и во информатика, она што е важно, да имаме една комерцијална сила и да го држиме, да го усвоиме пазарот. Пазарот е во светот во информатика. Во Македонија, например, нема пазар. За да се дојди до тој пазар, треба да се има добри алати, добри софтвери. А тие софтвери треба да се прават во Македонија, со македонски компании. Тие македонски компании за да го усвојат пазарот во светот, тешко е. Оти тука ги имате како SAP, како и други големи компании кои пливаат секаде во светот и го држат пазарот. Ние треба да се бориме тука, да им земеме едно парче од нивниот пазар. Оно што го направивме ние. Ние во нашава индустрија, во информатика, сме број 1 во светов. Е штета сега што компанијата не можам така лесно да ја преселам тука. Покушав. Зошто? Што ви недостига? Прво покушав, ќе ме однесе во затвор за тоа. Се враќаме назад во живо од студиото, Студио 1, отвореното студио кое што постои за вас. Секако, после овој исечок од разговорот на Чомовски, ќе се вратиме на уште еден разговор кој што Чомовски го имаше вчера,
за време на неговото домакинисување со ова студио, а следна тема која што тој ја работеше беше со историчарката Наташа Котлар-Трајкова. Зборува за каде би можеле да бидат пречките помеѓу оние комисии кои што ќе треба да прават своевидна анализа или ревизија на историјата помеѓу двете држави по однос на договорот за добрососедство меѓу двете држави. Да го погледнеме и ова делче. Што според вас би можела и треба да донесе оваа заедничка комисија која на одреден начин не би рекол дека ќе треба да ја препрочитува историјата, туку да ги демистифицира дубиозите или небулозите околу заеднички настани, заеднички личности и така натаму. Нашата реакција се сведе од типот, дури и Илиндер не се обидовме да се надрастиме и тоа да го претвориме во еден символ на некаква историја која зближува луѓе, зближува цели подречја, цели етнички групи. Не етнички групи, дури и семејства. Ако земеме во таа насока да размислуваме. Меѓутоа, сметам дека моментумот беше многу поволен да се искористи во однос на определени придобивки. И од страна на Бугарија, и од страна на Македонија. Но, препрочитувајќи го повторно договорот, и одејќи по оние членови кои што се таму споменати, сепак мислам, мој личен впечаток е дека со онаа формулација во членот 8 околу заедничките тимови и комисии и согледување околу историјата, мислам дека тоа е нешто избрзано. Сметам дека ние можевме да развиваме добро соседство, почнувајќи од најбезболните теми. Сметам дека ние можевме како колеги, ние соработуваме, како научници, како историчари, можевме тоа да го направиме на едни заеднички научни средби, на изјаснување на конференции, на заеднички проекти, на заеднички работи. Мислам дека таа работа требаше да се движи во таа насока. Некако ние почнавме од кровот, а темелите не ги поставивме. Прогласивме заедничка историја и одеднаш сега треба да расчистуваме онака најгрубо и најсурово како што ги читаме во деновиве, во медиумите. Ајде сега ќе ги ставиме на кантар, па да видиме кој е бугарски представник, а кој е македонски представник во историјата. Тоа не е така во науката. Така, Чаловски, ете го погледнавме и овој извадок, може да се каже и оваа тема околу македонско-бугарските односи се уште актуелна, никако да стигнат реакциите, па добро беше ете да се слушне и еден дел од разговорот што мислат историчарите. Па да, со оглед на тоа што колку реакции има, природно е да не му се допаѓаат ваквите политички договори на сите, нели? Така. Освен ова, како што рековме, напоменавме, нашата колешка Гордана Дувњак вчера во својата емисија Правда неправда зборуваше за уште едно актуелно прашање, тоа е каков судски совет ни треба, нешто што е пак можеби и клучно ако се земат предвид реформите во судството. Нејзини гости беа председателот на судскиот совет господинот Зоран Караджовски и судијката во Основен суд Скопје 2 Антоанета Димовска, па да видиме каде се нивните согласувања или несогласувања. Пак ќе напоменам, ова е само дел од разговорот, целиот разговор на 1tv.mk. Никогаш судиите не реагираат кога ќе се направи избор на судија кој навистина заслужува. Да бидеме реални. Не можат сите судии да бидат унапредени. Многу од нас судиите ќе завршат како судии во прв степен. И тоа е во ред. Судија е судија. Меѓутоа, кога самиот избор очигледно дека има некои недостатоци, сите реагираат. Јас ќе се навратам. Не се работи дали е нека реакција бурна или не. Се работи дека мора да се реагира. Судиите се, судството е власт, судиите се интелектуалци и луѓе со интегритет. Ако ние не можеме да се избориме за своите права, како граѓаните ќе ни веруваат дека ние во нашите одлуки ќе се избориме за да ги остварат своите права?
Јас, тоа што го кажав, го мислат 90% од судиите. И вие тоа го знаете. Само јас го кажав гласно. Го кажав во името на сите. Не дека јас кажав нешто различно тоа колегите што мислат. Јас немам забелешка, ниту тогаш имав, значи јас не реагирав, некој реагира, зашто видите, имаат право да сите имаме право да реагираме, тоа е демократија. Нешто може да ми се допаѓа, нешто може да не ми се допаѓа. Но судија кој што работи повеќе од 15 години во прв степен и се јавува, има докажани квалитети, би требало да се земе досието на тој судија и да се разгледа сериозно, да се види зошто тој судија досега не е унапреден. Во разговор со само тоа се бара. Да, веќе пензионирани судии и обвинители, велат порано имаше исклучоци, а сега тоа е веќе правило и исто така тврда дека порано се знаело. Еве вака по нивното кажување и сведочење, велат дека точно знаеле во нивниот суд кој треба да оди прв и да се јави на огласот. И дури тврдат, ние помладите судии не сме се ни осмелувале да се јавиме на огласот, затоа што сме знаеле дека пред нас има квалитетни судии или обвинители на кои што им е редот да бидат унапредени. Сега веќе овие принципи се комплетно нарушени и го нема тоа. Значи така е, тоа се неформални принципи. Меѓутоа пак велам и ова што се нуди како законско решение. Многу важни принципи, значи важни принципи, тоа е како секојдневно однесување прифатено. Меѓутоа како тоа е еден друг систем за кој ако елаборираме ќе дојдеме до некои други резултати. Не би навлегувал во поранешниот систем како било или што било, секогаш идеализираме за нешто што било порано. Знаеме дека и тогаш комитетот многу беше битна алка за периодот на социјализмот, зборуваме сега не одиме пред 200 година. Сега да не одиме тоа, меѓутоа поразително е судството во социјализмот да било многу поквалитетно и подобро не се согласувам од она што е во самостојувањето. Не се согласувам. Не знам колешката што размислува. Јас не се согласувам дека тогаш било поквалитетно. Јас и како судија во периодот имам земено и пресуди и начин на работење на судовите во тој период. Еве како го оценувате вие судството, квалитетот на судството? Навлезиме длабински да видиме како се работело и колку се работело, немало норми и така натаму. Ќе дојдеме до прашање дали во 75-та година биле поквалитетни судиите, јас не се согласувам. Да, тоа беа оние хайлајци или извадоци од вчерашниот ден, а сега тука со нас во студиото е нашиот колега Игор Стефановски, редовниот судски известувач. Игор, добар ден. Добар ден, добро ве најдобро. Така, да започнеме најпрво бидејќи секогаш оваа област која што ти ја следиш има што да понуди како информација. Што е она што најново се случи утрово па до ова предпладне во однос на сите оние судски процеси? Така, утринава имаше судски процес Титаник за изборните нерегуларности, кој за чудо и траеше кратко. Подоцна во текот на денот се правеше реконструкција пред Министерството за здравство во однос на обидот на убиството на тогашниот министер Никола Тодоров. Да, тоа се оние многу важни моменти. Еве на почеток да започнеме со ред. Ке те запрашам, иако траеше кратко, на што се должеше толку кратко судско ручиште во однос на Титаник и што се случуваше во судот? Така, во судот се презентира телефонски комуникација, односно СМС пораки меѓу поранешниот министер за транспорт и врски Милијана Кески со неколкумина, но непознати лица за сега според за обвинителството, односно за специјалното јавно обвинителство. Меѓу комуникациите се протеку информациите всушност дека ВМРО-ДПМН луѓе на ВМРО-ДПМН плаќале по 500 евра во текот на денот за да примамат граѓани кои што се неопределени да гласат токму за партијата на како на изборите, така и на локалните и предвремените избори кои што се одржува во периодот на кои што се однесува во обвинение Титаник за изборни нерегуларности. Меѓу другото се потенцираше дека и на одредени неопределени граѓани им било давано и по 1000 денари за да добијат глас за ВМРО-ДПМН, а меѓу другото и пензионерите се правело списоци за тоа кои пензионери оделе на бања за подоцна да бидат убедувани да гласаат во општината центар за ВМРО-ДПМН за време на локалните избори.
Освен Титаник, она што го споменавме, пред малку предпладнево со реакција се јави шефицата на организиран криминал Русковска, изјава имаше и министерката за правда Десковска, поврзани со она што денеска и тоа како предизвика лавина реакција на социјалните мрежи, фотографијата на Никола Груевски од Будимпешта, нешто што доцна синоќа беше објавено. И се уште нели се утврдува во јавноста автентичноста на оваа фотографија, но ајде малку да продискутираме што вели најпрво Русковска по овој повод. Така, Русковска ја видела фотографијата, односно кажа дека веќе ја добила фотографијата. Јас би сакал и за 27 април да потенцирам на почетокот, бидејќи потенцираше Русковска дека во овие моменти нема да има продолжение на истрагата, односно веќе обвинението кое што е во тек низ судските процеси, туку ако имаат веќе индици ќе отворат нов предмет, нова истрага за 27 април, веќе знаеме дека дел од нив и во предистрага бе приведен веќе Владимир Атанасовски, поранешниот шеф на тајната полиција, сепак потенцираше во тие делови дека не би сакала според еден исказ во судот да се отвара предмети токму за собраниските инциденти од минатата година, но тоа што беше важно нели за Груевски по однос на фотографијата потенцираше дека веќе се истражува кој и од каде е фотографиран поранешниот премиер Никола Груевски. Во моментите веќе се од страна на шефови, односно на колегите на обвинителството за организиран криминал од Црнагора и од Албанија, дека веќе од Црнагора се завршени прегледувањето на снимките во однос на движењето на Груевски, ќе појде Русковска да ги земе тие снимки, а веќе имаат ургенција испратено до албанското обвинителство во однос на патот на Никола Груевски, додека пак се уште се во фаза на проверување на снимките и во однос на нашата територија каде се движел Груевски и сето тоа кое ќе биде прегледано, како што најави и самата обвинителка Вилма Русковска, ќе биде информирана јавноста за 2 недели. Јас не би сакал многу да должам. Да, само уште пред да ја повикаме изјавата, односно пред да го заокружиме овој разговор, би сакала збор 2 да ни кажеш околу, имаш можност да слушнеш изјавата на министерката за правда Десковска, повторно поврзана со сите случувања и за фотографијата од Будимпешта на Груевски, меѓутоа и за екстрадицијата. Вели се уште немаат одговор од унгарските власти во овој однос за екстрадицијата. Но и зошто ургенција имаат барано од Албанија, а немаат од Унгарија? Така, за разлика од Вилма Русковска, која е шефица на обвинителството за организиран криминал, која побарала ургенција од Албанија, Министерството за правда ќе ги чека сите рокови кои што за сега вели Десковска дека не се поминати за отпосле да пратат ургенција до Унгарија во однос на екстрадицијата за Никола Груевски. Ама говори ли Десковска зошто сега не бараат веќе? Или ќе чекаат тие рокови да изминат? Десковска, токму во таа насока се движеше одговорот на Десковска, дека прво ќе чекат да поминат најмалите рокови, бидејќи се уште не бил пројден рокот според Министерството за правда, а воедно немаат никаков одговор од страна на Унгарија по однос на екстрадицијата на бегалецот веќе Никола Груевски, поранешниот македонски премиер. Добро, одлично, Игор, ние ти благодариме за овој краток, но детален извештај и разговор за се она поврзано со судските процеси и реакцијата, како што кажавме, и на Министерката за правда, меѓутоа и на шефицата за организиран криминал. Фокусот е екстрадицијата на Груевски, но и она фотографија која што предизвика лавина од реакции во македонската, меѓутоа и светската јавност. А сега токму она што го споменавме, во продолжение ќе погледнеме изјавата на Вилма Русковска за подетални информации, па се враќаме повторно накратко во отвореното студио. По обвинителството ќе бидат повикани сите за кои сметаме дека може да дадат одредени информации во врска со бегството. Ние и до сега имаме сослушувано лица од неговото обезбедување, така да и ќе продолжиме во таа насока. И јас синоќ ја добив фотографијата, така да веројатно ќе видиме од каде потекнува која сликал и така. Колегата вчера ургираше во Албанија да ни се достави што побрзо и тоа тие што го имаат. Прегледувањето на снимките кои веќе ги имаме е пред крај, така да очекуваме негде
по наредните 2 недели да излеземе со соопштение до тогаш што имаме резултати од предистражната постапка. Се враќаме во студиото, чисто да се одјавиме, бидејќи подготвен е нашиот колега Александар, кој што доаѓа со најновите информации од Македонија и светот. Александар, што имаме денеска во овој информативен дел? Јас сега ќе ви сообштам само неколку од информациите кои што ги имаме предвидено за овие вести. Работната група за помирување на интерпартиската парламентарна група за помирување, реформи и интеграција во Собранието на Република Македонија денеска усвои предлог текст за амнестија за настаните од 27 април. Другата информација е дека власта ќе бара поддршка од 80 пратеници за законот за специјалното јавно обвинителство. Луѓе од ВМРО ДПМН секојдневно давале по 500 евра за да убедуваат неопределени граѓани да гласаат за нивната партија. Ова е делот од денешното рочиште за случајот Титаник на специјалното јавно обвинителство. За сите овие информации се враќаме по краткиот блок реклама. Секој успех заслужува внимание, а секој пораз критика, дебати, анализи, интервјуа, сите најважни спортски случувања како од домашната, така и од меѓународната спортска сцена. Што остави длабок печат, а што допрва не очекува. За најверната публика и недобрите типувачи следуваат награди. Спорт 1, вашиот број 1 спортски информатор само на 1 ТВ. Секој петок 21 часот. Како се создаваа успешни бизниси преку лажни идентитети? Ние ги откриваме имињата на оние кои стојат зад криминалот и корупцијата. Субвенции, јавни набавки, тендери, како и кому се делеа. Македонија не е во приватност на индивидуи. Откриваме се што се случува зад ваш грб. Нема заштита за локалните шерифи кои станаа бизнисмени. Бараме одговорност од најмокните за најмалку заштитените. Одговорите во Македонски инсайдер. Стартуваме од 15 јануари 2019 година. Бидете со 1 ТВ. Не дека криеме нешто. Не. Председателот постапува со пошироко толкување на уставот, има апсолутно право за тоа. Да, точно така. И тама работа да нема. Секоја среда со мене Сашо Ордановски во печат на неделата заедно со моите гости да ставиме печат на настаните. Ко следите најновото информативно издание на 1 ТВ, добар ден. Работната подгрупа за помирување на интерпартиската парламентарна група за помирување, реформи и интеграција во Собранието на Република Македонија денеска усогласи предлог текста за амнестијата за настаните од 27 април. Донесен е консензуално и веднаш ќе биде доставен до председателот на интерпарламентарната подгрупа. Консензуално, подгрупата за помирување се договори кој се треба да биде амнестиран од учесниците во собраниските инциденти од 27 април. Во предлог текстот за амнестија нема да бидат опфатени организаторите и насилниците. Според независниот пратеник на ВМРО ДПМН Рамчиловиќ, оставена е можност оние што не сакаат да бидат опфатени со законот за амнестија да го продолжат судскиот процес. Секое лице опфатено со процесот на амнестијата по изгласување на законот ќе треба да поднесе барање за амнестија. Ова е политичка одлука. Правдата ќе си го најде патот и ова е прв чекор кон помирувањето, рече Рамчиловиќ.
Јасно е наброено за кои делови се однесува амнестијата, односно она што значи насилство, физичко насилство, обид за убиство, тие секако нема да подлежат на законот за амнестија. Сите оние кои што не се организатори и не направиле физичко насилство, значи тоа се тие две категории. Најдени се правни формулации каде што врз основа на постоечкото обвинение, значи ќе може да се врз основа на друг член кој што е здружување заради непријателска дејност, значи може да го продолжи процесот понатаму. Со што значи ќе може да продолжи процесот, мислам, тоа е. За министерката за правда Рената Десковска, законот за амнестија го носи собранието, а неговата цел веќе е јасна. Законот за амнестија е закон кој што го подготвуваат пратениците во собранието, во тоа тело за помирување. И целта се знае која е во овој момент на тој закон. Исто така сакам да потсетам дека на почетокот на оваа година беше донесен закон за амнестија кој што ги опфати сите затвореници и кој што беше донесен и ги постигна целите заради кои што беше донесен. Значи предчестото давање на амнестија 2 пати во една година не е нешто што е познато во другите земји. Предлог текстот за амнестија под групата за помирување ќе го достави до телото за реформи, интеграција и помирување, а потоа и до сите пратеници во собранието. Се разгледуваат две опции за специјалното јавно обвинителство, да биде инкорпорирано во јавното обвинителство или да биде посебна институција. Ова денеска го изјави министерката за правда Рената Десковска. Таа најави дека ќе има интензивни разговори со пратениците за обезбедување двотретинска поддршка, како и дека ќе се бара и мислење од експертите. На ИНР се ставени закон за јавно обвинителство и законот за специјално јавно обвинителство. Ако се отворат двата, ќе се види дека ставени се варијанти. Во едната варијанта е законот за јавно обвинителство да го инкорпорира законот, да ги инкорпорира одредбите за специјално јавно обвинителство, но исто така има и можност да се носи и посебен закон. Значи, ставени се на дебата, пратениците ќе се вршат консултации интензивни во наредниот период, да видиме до кој ниво на регулирање можеме да обезбедиме 80 пратеници, дали е поприфатливо еден закон, дали е поприфатливо два закони, ќе имаме и експертски дебати, наредната недела веќе ни се закажани, така што ќе ги слушнеме мислењата и во зависност од расположението на пратениците и нивната волја за поддршка. Јас се надевам дека кај нив треба да има волја за поддршка на ефикасни инструменти за борба против корупцијата, бидејќи специјалното јавно обвинителство нема да се занимава само со минати случаи, ќе се занимава и со идни случаи, така што тоа треба да биде во интерес на сите. Опозицијската ВМРО-ДПМН денеска повторно ја обвини власта дека го партизира македонското општество. Портпаролот Наум Стоилковски на денешната пресконференција рече дека изборот на Лорета Георгиева за член на Судскиот совет бил насилно истуркан и дека се бираат судии кои по партиски налог ќе разрешуваат и казнуваат. Стоилковски посочи дека сопругот на Георгиева е близок човек на премиерот Зоран Заев. Ова е очигледната надградба на нарачаното кацарско судство и на нарачаното русковска обвинителство во Република Македонија. Очигледна е задачата, по партиски налог, да се казнува и да се разрешува. Задача на Судскиот совет за појаснување е да избира, унапредува и разрешува судии во сите степени на судството во Република Македонија. Луѓе од ВМРО-ДПМН секојдневно давале по 500 евра за да убедуваат неопределени граѓани да гласаат за нивната партија. Еден глас за ВМРО-ДПМН купувале и за 1000 денари. Ова произлезе од телефонските пораки презентирани во Кривичниот суд на рочиштето Титаник за изборни нерегуларности. Од СМС комуникациите Јана Киевски бара списоци од пензионери кои биле на бања за да ги убедуваат на локалните избори да гласаат за ВМРО-ДПМН во општина Центар. Судењето за изборни нерегуларности продолжува за една недела со презентација на материјални докази. Обвинителството за организиран криминал ќе истражува кој е авторот на фотографијата од бегалецот Никола Груевски во Будимпешта. Фотографијата на Твитер ја објави британски новинар на Guardian. За 2 недели, обвинителката Вилма Русковска најави дека ќе ги соопшти деталите поврзани со бегството на екс-премиерот, откако целосно ќе ги прегледаат снимките.
Кој го фотографирал бегалецот Никола Груевски во Будимпешта ќе истражува обвинителството за организиран криминал. Шефицата на обвинителството Вилма Русковска наредната недела ќе ги земе снимките од Црна Гора, а ургирале во албанското обвинителство. До сега не се знае како поранешниот премиер Груевски излегол од дома, а за 2 недели Русковска најави дека ќе соопшти детали откако целосно ќе ги прегледаат снимките. По обвинителството ќе бидат повикани сите за кои сметаме дека може да дадат одредени информации во врска со бегството. Ние и до сега имаме сослушувано лица од неговото обезбедување, така да и ќе продолжиме во таа насока. Министерството за правда се уште не побарало ургенција од Унгарија за екстрадицијата на Груевски. Ќе ги чекаат роковите. Ја видов фотографијата, мислам дека нема човек во Македонија што следи медиуми што не ја видел. Значи, со оглед на тоа што имајќи го предвид праксата досегашна на и роковите во кои што се